Додека не го најдеме пино, јас, ако треба, секој трети ден ќе протестирам. И ќе соберам уште повеќе луѓе. Јас ви велам сега затоа што уште рано. Затоа што ние овде ќе бидеме до 22 часот. Дозволата ми е до 22 часот. Јас ќе продолжам. Ќе продолжам ако треба и секој ден. Ако треба со ланец ќе им се врзам пред врата. Затоа што ова не е влада. Ова се само луѓе што ги интересира за нив, за нивните деца. Да беше нивно дете, јас сум сигурна дека цела Македонија ќе превртева. Немаше куќа во која немаше да влезат, немаше гаража во која немаше да проверат. Да беше нивно. Ама бидејќи не е нивно, нив им е гајле. Ова е тоа што сакам да го нарачам не само спрема премиерот, спрема сите министри. А Скопје е обиколено со камери више, а месец дена да не бидат контролирани, тоа малце чудно се е дали немат соработка со обвинителството и МВР, тоа е нивна работа, не е наша ние да навлегуваме во тие нивни комуникации, дека се вадат, треба да добиеме дозвола од обвинителство или обратно. И така комуницираме со нив, стоиме во контакт стално цело време, али нема ништо повратни информации. Немаме ништо некоја траса, нешто конкретно или да имаме, кај мене има поделна точка. Има возило, некој го повикал тоа време, слегол, се качил и замина. Значи има... Возилото не е лоцирано? Возилото не е лоцирано уште. Дали ги поседуваат тие материјали или не ги поседуваат, и рекол дека ги поседуваат, и јас чекам од нив одговор и ја да бидам присутен да ги разгледам. Имаше никакви здравствени проблеми? Не. Тој е родител, татко на две деца, малолетни, ќерката постарата му е 15 години, другата му е 9 години и нема никакви проблеми со здравјето. Соработува полицијата, значи? Соработува, се јавуваат, има нешто, нема нешто, кај вас има, нема, кај нас има, уште бркаме. Сега не знам што бркат или што, дека таму само една екипа не може да работи на овој случај. Само потраги треба да се вклучат и други институции или треба да направат за вакви работи некој кризен штаб за нив.